да ги прашаме тарот картите да ни кажат кои се вашите блокади за доаѓање до искрена и емотивна личност. Тапнете 3 пати на шпилот да се поврзете со оваа енергија и да дознаеме кои се вашите блокади за да дојдете до искрена и емотивна личност во љубовта. Ајде да видиме што ќе ни кажат тарот картите. Да видиме што ќе дознаеме. Вие во коментар оставете порака клајм доколку резонира ова видео и лајкувајте, шерувајте и да започнеме со читањето. Вашите стравови или пак блокади се буквално стравови во допир. Енергија каде што вие се плашите да допрете личност која што ќе биде во енергија допир, да земете мали кораки кои што ќе бидат во енергија да почувствувате комфортност и да се осеќате во истата енергија каде што може би сте осамена личност, енергија дали сте осамена личност, ве прашуваат тарот картите, енергија каде што вие се плашите да љубите некого кој што ќе биде во енергија да не ве повреди или пак енергија да љубите некого кој што и тој бил исто повреден како и вас. Енергија каде што не сакате да добивате мрвици од партнерот, енергија каде што сте дезертирана и енергија каде што сте оградена личност, може би и се плашите да добивате само мрвици, момент каде што причекувате до некој кој што ќе биде енергичен за вас. Испраќате измиксирани сигнали до персони кои што ви значат, момент каде што и не се отварате премногу, понекогаш персоните што се околу вас и кои што сакаат да ви придат во една добра и искрена емотивна енергија, вие ги ставате на причекување затоа што не сте премногу заинтересирани или пак тие не се премногу интересни за вас и вашата енергетика. Флиртувате со нив. Енергија каде што се чувствувате понекогаш изгубено во самите себе или пак се губите самите себе затоа што вие чувствувате изгубеност во некој дел од вашиот партнер или пак од вашите партнери каде што и е окей да се изгубите, но немојте да се губите себе си затоа што тоа премногу ќе ве кошта во животот. Енергија каде што пребргу си заминувате од емотивните партнери или пак од емотивен партнер кој што ви пришол, кој што сте направиле муабет, затоа што имате момент да не сакате да бидете во промена. Енергија каде што останувате и истрајувате во одењето од персона која што и ви значи за некој од вас, а некој од вас ќе значи дека и не ви значи во премногу. Момент каде што вие сте во блокада, тотална блокада каде што имате момент да бидете со ваш љубен партнер, енергија да пронајдете вистинската емотивна личност, затоа што не сакате мрвици да примате од персони кои што се спроти вас. Си кажувате сами на себе дека подобро е да бидете квалитетно сам, него ли да бидете во лошо друштво. Енергија каде што некој од вас се плаши да го допре својот партнер. Енергија за некој од вас значи дека испраќате измиксирани сигнали до персони кои што ви значат или пак не ви значат премногу.
За некој од вас ке значи дека се губите во љубовта или пак навлегувате многу повнатре, буквално се доведувате во момент да се губите самите себе си во една љубов, една единствена љубов која што не води никаде. Енергија за некој од вас значи дека и пребргу го напуштаат својот партнер, енергија каде што не сте научени да се врзувате премногу или пак да останувате долго време во една љубовна емотивна врска. Ајде да видиме што уште ќе ни кажат тарот картите. За некој од вас значи дека љубовта е одговор, енергија да љубовта не ги решава проблемите, туку љубовта треба да биде во енергија да се работи на самата енергичност во зададен момент, значи да се доживее слобода во љубовта. Енергија каде што некој од вас е заглавен во прошлоста. Енергија каде што не сака да отпушти ништо што е во прошлост. Момент каде што ќе биде во состојба да пронајде нова љубов, но не сака да пронајде таа нова љубов затоа што прошлоста е многу побитна од новата енергија. Едноставен страв кој што и прави до горни или пак до животни блокади. Момент каде што за некој од вас ќе бидете во енергија да отпуштите сето ова, доколку ја чуете оваа порака, да бидете во можност да превземете енергија, да бидете во момент каде што си ставате сами до знаење дека сега ќе биде моментот, овој партнер што ќе дојде ќе биде тој правиот партнер, момент каде што секогаш знаете пред да се случи нешто кое што можеби и нема да ве испуни целосно. Еден букет цвеќе не значи дека и е вистинска приказна. Момент каде што ова се вашите блокади за некој од вас кои што ќе дојдете на ова видео и ќе го послушате, се вашите блокади за да не можете да најдете вистинска и емотивна персона која што ќе треба да работите на самите блокади и да ги одблокирате моментите, да дадете во себе една подруга енергетика која што ќе вели отклучи се, отвори го твоето срце, излечи ги раните од прошлоста, момент каде што нема да бидеш сама. Енергија каде што никогаш не си сам кога имаш поддршка и кога универзумот те љуби. Гледувајте го ова видео.